Благодарам, господин председател, Ваши ексцеленции. Да тврди некој дека почетокот на преговорите и сето ова што се случува во изминативе денови нема врска со идентитетски прашања, во најмала рака е невкусно, а не само што е невкусно, туку ја навредува елементарната човечка интелигенција. Главниот проблем со почетокот на преговорите на Македонија со Европската унија се идентитетските прашања и тие најдиректно се однесуваат на македонскиот народ. Секој кој има намера да тврди спротивно, очигледно многу лаже, многу манипулира и мислам да вистина не заслужува не само внимание, туку заслужува секако презир. Тоа е првата работа што би сакал да ви кажам. И за идентитетските прашања не би сакал да зборувам, за тоа збореа многу колегите мои македонци. Ја би сакал да ја тргнам завезата и да ви представам неколку работи кои се случуваат во Македонија. Секогаш кога се отварат некои прашања и под големата галама, секогаш одат некои помали прашања кои прават сериозна штета. Ќе ве потсетам вас и ќе ги потсетам дека присутните ексцеленции, дека рамковниот договор со Соединетите американски држави, а не само Соединетите американски држави, туку Европската унија го прогласија како еден од документите кој е можне важен и клучен можеби за стабилноста на Република Македонија. Епа, почитувани колеги, ако е тоа така, ќе ве потсетам дека тој ист рамковен договор содржи во себе три механизма на одржување на меѓунационалниот мир, политичката стабилност и довербата во Македонија. И сега ќе ве потсетам што се случи со тие три механизма во изминатиот период. Првиот механизам беше Комитетот за односи меѓу заедниците. Сакате да ве потсетам дека Комитетот за односи помеѓу заедниците кој беше представен или како беше како најавуван како втор дом во собранието на Република Македонија, повеќе не функционира. Дека се претвори во сериозна трговска или туристичка агенција која ги шета пратениците низ Македонија. Се свесни за тоа? Мислам дека сте информирани. Вториот инструмент за политичка стабилизација на состојбите во Македонија беше така нареченото Бадентерово мнозинство, со кое нели припадниците на помалите етнички заедници и припадниците на албанскиот народ во Македонија не треба да бидат прегласувани кога станува збор за нивните национални права. Со ова што денеска се случува, Бадентеровото мнозинство ја изгуби својата смисла и содржина, затоа што исто во овој момент не се однесува за припадниците на македонскиот народ, туку сосема спротивно. И третата работа која е исто така еден контролен механизам кога станува збор за рамковниот договор, тоа е препораките дека се случува во државата треба да биде резултат и да се однесува и да води кон враќање на доверба не само помеѓу политичките партии, туку и помеѓу граѓаните и целокупната јавност во Република Македонија. Дали ова ја враќа довербата или дали ова е тоа што ја стабилизира политичката состојба во државата? Ајде да видиме. Ајде да видиме зошто не ги отварате овие прашања и зошто за овие прашања се молчи. Зошто? Господин председател, кога новинарите ви дозволени да разговарат со пратеници? Спорете ви. Добро. Не знаете да коментирате кога друг пратеник ќе збори, а не коментирате кога новинарите ќе дофрлуваат. Не ми сметат, ќе ви кажам што мислам сигурно, не се секирате. Така да тој аспект, оние механизми на рамковниот договор кои беа предвидени за политичка стабилизација, тука пред се мислам и на Мајскиот договор, кој е продолжение на рамковниот договор, каде беше предвидено правилото победник со победник. Сите тие елементи за стабилизација на политичките прилики во државата се избришани, не постојат. И сега се прашувате и овде ќе излезе некој ќе дрека. Кој ја стабилизира Република Македонија? Кој ја стабилизира Република Македонија? Марсовци? Или вашето практично однесување на нарушување на уставниот поредок и сето она што е гаранција за политичката стабилност на државата? Јас знам дека не ви одговара, меѓутоа тоа е вистината. Ќе морате да се соочите со неа. Сакали или не? И она што е многу интересантно во целата состојба кога станува збор за овие контролни механизми кои гарантираат политичка мир и стабилност во Република Македонија, а се изненадуваме секогаш кога се случуваат
реакции кај граѓаните и кај политичките партии, од каде произлегува тоа, тогаш сосема јасно Pardon, sačekajmo. Furkan Salim, nemaš rasprava so nikogo gore. Čekaj, Stojković. изгуби интервјуите, немам појма. Тоа може да му кажа. И третиот пат кој ме постои праша, исто ќе го изгуби интервјуто со мене. Али тоа е веќе негов проблем како новинар, не е мој. Значи, сакам да потенцирам дали сето ова што се случува во државата влие некој сериозно да се позанимава со сето ова што се случува и дали ова што се случува во државата не е предразник за некои настани. Дали ова сето се случува на крајот на крајшта случајно, иако се случува случајно, можеби ќе можеме да го исправиме. Меѓутоа, ако сето ова се случува намерно, со намера да се дезавуира уставно-правниот договор и придобивкиот од рамковниот договор, тогаш на вистина не само вие тука, него целокупната држава има проблем. И од тој аспект би сакал да ве замолам, посебно представниците на меѓународната заедница, да не жмурат пред овие очигледни прекршувања на сето она што значи политичка стабилизација на состојбите во државата. Што се однесува до документите кои ни се дадени тука на разгледување, морам да кажам дека се јавив за да кажам неколку зборови пред се заради тоа што во овој момент чувствувам лична сатисфакција, затоа што оние кои мене највеќе ме обвинуваат дека сум во коалиција со ВМРО, ми пеа бугарски песми, сега ќе ги потснам дека кога ќе ме видат, ќе ги терам да ми ја рецитираат, јас сум мало бугарче. Дечки се променија, работите страшно. Значи, станавте, или со сето ова што го работите, станувате бугарски администратори во Република Македонија. Значи, историјата се повторува, историјата се повторува. Некогаш 41 фашистичкиот окупатор, а денеска во име на бугарската држава администратори кои доброволно се јавуваат таа работа да ја завршат. Така да тој аспект не би сакал да трошам зборови на вас, едноставно мислам дека повеќе се мртва природа и кај граѓаните и кај јавноста. Едноставно не ме третира више никој за сериозно нешто, така да таа сатисфакција не ме чини радосен. Воопшто не сум радосен заради тоа што се случува и таа сатисфакција што ја доживувам, затоа што мислам дека не сте достојни за било каков однос во таа насока. Што се однесува до доста, а? Боли, знам дека боли многу. Инаку, знаете како, кога веќе реагирате да довршам да ви кажам, знаете што, многу ми е драго што Дуи ви ги соблече гачите и се шетате со разголен задник. Многу ми е драго што вие сте тие кои прифатите улога на администратори за спроведување одредена политика. Знаете зошто? Знаете ли зошто? Знаете многу добро. Затоа што тоа што го работите не личи на никаква политика, нити е некаков оксиморон, повеќе личи на некаков профитерон, најверојатно, и на морон уште повеќе. Немам појма. Во секој случај не е политика. Ова што го работите нема врска со политика. Зошто нема врска со политика? Ќе потстам дека македонската дипломатија направи сериозна грешка кога го прифати пакетот за влегување во Европската унија со Албанија, од проста причина што ги вовлече албанците во внатре македонските проблеми. Албанците не ги оправдува, меѓутоа они мора да гласат за отпочнување на преговорите со Албанија. Што е проблемот? Што не разбирате тука? Не ги разбирате сопствените грешки, не разбирате сопствената неспособност. Почитувани колеги, ве молам, не сте почетници во политиката, барем оние кои водат политиката. И на крај да завршам, има 3 минути да кажам, немам појма. Она што мислам дека ви се чини дека го работите, а се под изговор за Европската унија, мислам тоа е најголем изговор да продолжите власта неколку месеци и да продолжите со она што се започеле како коруптивни и криминални активности во Македонија. Ништо друго и нити едно оправдување во таа насока не стои
и ниту еден проблем не може да се реши. Што се однесува до мојот однос, жал ми е што сум единствен од припадниците на помалите етнички заедници, што ќе биде на страната на македонскиот, затоа што по испитување на јавното мислење, скоро 3/4